Почитувани гевгеличани, почитувани граждани на община Гевгелия. Во налет на бегалската криза, Гевгелия се најде на патната трансферзала на илјадница граѓани кои, бегајќи од воените жаришта во своите држави, тргнале да бараат парче иднина за себе и за своето семејство. Европската порта, како што се нарекува Гевгелия, ги дочека неспремна. Иако, уште од март годинава, предупредувавме на зголемениот број на бегалци кои транзитираат низ Македонија, а токму Гевгелија е нивната влезна точка во државата. Сега, со новите измени за закон за азиланти, дозволено им е користење на јавен превоз и резултатот е за поседнати перони на железничката и автобуската станица во Гевгелија. Жителите на Гевгелија со право се прашуваат: каде е тука организацијата? Каде е организираниот превоз? Организираниот здравствен третман на тие луѓе кои доаѓаат од непознати краишта и можеби се носители на опасни заразни заболувања? Каде е организираниот пункт во меѓуграничниот простор на Македонија и Грција, што го вети градоначалникот Франгов? Каде е засиленото присуство на АРМ во меѓуграничната зона со цел одржување на граничната контрола, што го вети председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов при посета на Гевгелија на 16 овој месец? Малку ветувања, а нула реализација. Реалноста на железничката станица за овие 5 месеци стократно ја промени сликата на неподнослива гужва и турканици и мигранти да се качат во воз за спас кон земјите од Европската Унија. Голем дел од нив не успеваат ниту да ги извадат потребните документи за транзит низ земјата, зашто неколкуте полициски службеници не се во можност да услужат 1300 мигранти дневно, колку што во просек влегуваат во Гевгелија. Тоа значи дека од 600 до 800 мигранти, без документи за престој, без здравствен преглед и превентива, слободно шетаат низ градот, низ парковите, низ угостителските објекти, околните продавници, и тоа создава слика на неорганизирана општинска управа со ситуација со мигрантите во Гевгелија. На последната седница на Советот на општина Гевгелија беше презентиран материјал за состојбата со мигрантите, подготвен во средината на месецот, а сликата на теренот од ден на ден е се по-хаотична. Се вели дека се издадени 14.000 потврди за привремен престој и 72 часовен транзит низ земјата, а денешните податоци се над 23 евидентирани мигранти кои поминали македонската граница кај Гевгелија. Врв на се е повторниот бюрократски заклучок од информацијата дека, откако ќе се систематизираат сите предлози на советниците, истите ќе бидат испратени до надлежните државни институции на разгледување и постапување по нив. Па колку месеци му треба на градоначалникот да свати дека има реален проблем и тој и општина Гевгелија, а не само Македонија? Дали комуналец ќе се сети дека 3 мобилни тоалети се недоволни за обслужување на 1400 мигранти дневно? Дали ќе се сети да ангажира допълнителни комунални работници за одржување на хигиената на градскиот простор? Ако нема доволно кадар, нека одговори што работат близу 200 вработени во комуналец, за да гевгеличани стравуваат од еколошката бомба на просторот околу железничката и автобуската станица. И додека власта се луксузира со градење приватни хациенти, со возење на своји најново купени джипови, немајки време за реалните проблеми, во Гевгелија сите се незадоволни. И таксистите, и железничарите, и полицајците, и здравствените работници, а најмногу местното население. Затоа, Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Гевгелија ги предлага следниве мерки за решавање на состојбата со зголемиот број мигранти во Гевгелија. Прво, просторно ослободување од присуство на бегалците во областа на железничката и автобуската станица во Гевгелија, се до околните паркови. Второ, зголемено присуство на полициските службеници во тој дел од градот заради обезбедување ред и безбедност на сигурност на граѓаните. Трето, да се направи прифатен пункт за бегалците надвор од градската зона, заради нивна евиденција, медицинска превенција и организиран транспорт до нивната пожелна дестинација, земјите од Европската Унија. Четврто,
да се обезбеди 24-часовно лекарско присуство и медицинска защита преко УНХЦР, бидејќи локалните медицински ресурси се ограничени и недоволни да се справят со бегалскиот налет на изнемощени, дехидрирани, лесно повредени лица, меѓу кои има и деца, и мајки, и трудници. Петто, да се обезбеди дезинфекција на просторот каде престојувале бегалците, особено просторот околу железничката и автобуската станица во Гевгелија, заради превенција од ширење заразни болести, поради ограничените хигиенски услови, како и да се изврши прскање против комарси, зашто голем дел од заразните болести се пренесуваат и со обично каснување од комарец кој претходно бил на друго болно лице. И шесто, да се обезбеди здравствена заштита како за бегалците, така и за домашното население што е во контакт со нив и на медицинскиот персонал што им пружа помош на бегалците. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Гевгелија е незадоволна од досегашните постапки, односно не постапки на локалната и на државната власт, кои навремено декларативно изјавуваа колку се хумани со тоа што полицајците ја делиле кифлата за доручок со бегалците. Нам не ни требаат патики, ниту мижење пред профитерството на туѓата мака, ниту пендраци за недозволен пристап на бегалците од пограничната зона кон Гевгелија. Сакаме општината подхитно да се заложи за спроведување на мерките од областа на просторното ослободување, заштита на населението и медицинскиот персонал. Доколку овие мерки не бидат преземени во рок од една недела, Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Гевгелија преку својата советничка група ќе побара идно одржување на вонредна седница на Совет на општина Гевгелија со точка на дневен ред решавање на состојбите со бегалците, односно нивно присуство и заштита во Гевгелија. И на крај ќе потсетам дека Европскиот парламент има изгласено фонд за миграција и развој со вредност од 3 милиарди и 170 милиони евро, што значи дека го планирале овој бегалски бран во 2015 година, со кој Гевгелија се соочува сега. Тука е и нашата шанса да ги зајакнеме институциите за справување со мигрантите. Ако не знаете вие од власта, како членка со пристапните преговори со ЕУ, да ги лобирате своите потреби кон решенија, опозицијата е тука да ја предупреди, коригира и смени нивната политика. Ако не, и нив самите. Благодарам.